Македонија мора да продолжи стратешки да се договара и да склучува партнерства со земјите членки на Европската унија, бидејќи тоа е одлична можност да се позиционира државата. Според познавачите на приликите, во време кога Македонија е блокирана од страна на Бугарија, земјава стратешки се поврза со светската сила САД, потоа со Велика Британија, а регионално со две значајни земји членки на Европската унија, Унгарија и Хрватска. Потребна е стратегија што покажува дека Македонија е доверлив партнер кој може да даде дополнителна вредност на европските вредности и стандарди дома. Кога би може да имаме што повеќе договори, пример со Република Франција како една од водечките сили во моментот во Европска унија или Германија, тоа би значило дека тие ќе водат грижа на крајот за генерално нашиот европски пат, меѓутоа ќе водат грижа особено за она пак ќе повторам областите во кои што ги потпишувате стратешките договори. Јас лично гледам позитивно на ова и не треба ова да се свати како некоја утеха за нашиот европски пат. Напротив, ова е наше пријателство кое треба да го правиме засебно со секоја европска држава. Според Атанасовски, потребно е сите чинители во државата од различни сфери да се вклучат во активна поддршка на македонската дипломатија. Спортисти, културни работници и стакнати личности мора да помогнат во градење мрежи кои ќе отворат пат за нови договори и подобро етаблирање на македонската надворешна политика. Треба да бидеме сплотевни, треба да изградиме силен консензус, со тоа да му помогнеме на нашиот министер за надворешни работи, господин Тинчо Усуски, во градење на таа европска мрежа, во отварање на тој европски пат, со тоа што преговорите, ако европските пријатели видат дека ние имаме силен консензус во државата, без оглед дали е тој политички, етнички или било како, на било која друга основа, тоа ќе ги поедноставни работите и за самиот министер. И тоа сме должни да го правиме и како одговорни граѓани, и како луѓе, па ако сакате и она вие што го спомнате како политичките партии. Според Атанасовски, македонските политички партии мора да седнат и да се договорат во делот за заштита на националните цели и интереси и во градењето стратегија, или да ја поддржат сегашната, зашто премиерот неколку пати повика, ако ја засега се чини дека е исправна.